Франција се наоѓа пред најнеизвестните избори во поновата историја на земјата. Гласачите само на неколку дена пред првиот круг, 23 април, велат дека не се сигурни за кој претседателски кандидат ќе гласат. Француската претседателска трка изгледа многу непредвидлива, откако две испитувања на јавното мислење покажаат дека четворицата главни кандидати имаат исти шанси да се пласираат за вториот круг на изборите, што ќе се одржи на 7 мај. Огромното антиестаблишмент чувство и разочараноста од француската економска малаксаност, според експертите, се главните причини поради кои голем број гласачи им го вртат грбот на главните партии на француската политичка сцена. Последните анкети покажуваат дека расте загриженоста кај инвеститорите оти во вториот круг, сепак ќе се пласираат кандидатката и лидерка на крајно десниот Национален фронт Марин Ле Пен и кандидатот на крајната левица Жан-Люк Меланшон. Мишел од Париз вели: Qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est tous les mêmes. C'est des arrivistes et ils sont là pour aller au pouvoir et c'est tout. Le peuple, il s'en occupe uniquement pour le vote, c'est tout. Активистот на Националниот фронт Савие Галацо пак оценува: C'est pas le tout de leur faire des promesses et puis après, une fois qu'ils sont élus, ils les ont oubliés ou voilà. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait du changement, qu'il y ait des améliorations, chose qu'il y aura si Marine elle passe, elle est élue. Францускиот председател Франсоа Оланд деновиве рече дека тој ќе се чувствува лично одговорен доколку лидерката на Националниот фронт Марин Ле Пен победи на изборите. Oui, chacun serait responsable. Un parti n'arrive pas au pouvoir sans que les citoyens ne l'aient choisi dans une démocratie. Et le premier d'entre eux, le chef de l'État, s'il ne l'avait pas averti, s'il ne l'avait pas prévenu, s'il n'avait pas agi, c'est aussi ma responsabilité jusqu'au bout, se sentirait le premier responsable de la venue d'un parti d'extrême droite en France au pouvoir. На неколку денови пред изборите во едно предградие на Париз дојде и до судири меѓу полицијата и демонстрантите против Националниот фронт на Ле Пен. Француската полиција во вторникот пак објави дека уапсила двајца екстремисти кои планирале напади врз претседателските кандидати. Не сме уплашени и нема да се делиме пред криминалците, изјави кандидатот на радикалната левица Меланшон, кој со помош на холограми истовремено имаше 7 митинзи. Неговиот говор во Дижон преку сателит беше пренесуван во 5 други градови, како и на францускиот остров Реунион на Индискиот океан.